со тој рудник и реков во потребата од законот се гордееме со тој рудник. Меѓутоа, вака поставени работите, едноставно Радовиш ќе снема можност да ги финансира, да ги менаџира овие ново настанати. Не гледам причина зошто да не се најде компромис во овој закон, со овој амандман. Ако треба, нека биде тоа и комисиски амандман, нека се преработи текстот, меѓутоа да најдеме решение за тоа што станува збор за сериозен проблем. Текстот не е мој. Овој текст е усвоен на Советот на општина Радовиш со едногласна одлука. И сега не ни се битни и советите, нели? Меѓутоа таму се и ВМРО, и СДС, и независни, и либерали, сите гласа за вакво решение. Покренавме иницијатива за промена на законот, се надевавме на јавна расправа од која ќе произлезеше можност да најдеме решение за овој проблем. Ја ускративте и можноста да имаме јавна расправа. Што е решението? Решението е во воведување на нов концесиски надоместок за хидројаловиштата. Не значи тоа нови давачки. Тоа значи само расчистување со некои поими кои стварат заблуда во законот. Имено во законот концесијата се врзува со поимот експлоатација. Меѓутоа, експлоатација стрикно во контекст на зборот копање, откупување на руда. Експлоатација во поширок смисол на зборот значи откупување, транспорт, преработка, складирање на јаловина, добивање на производ, руда која понатаму се продава. Сега во Радовиш, пошто се случи таква ситуација, да имаме копање на едно место, транспорт целосно во Радовиш, преработка целосно во Радовиш, складирање на хидројаловина, пазете, не е обична јаловина, хидројаловина во Радовиш и Радовиш останува без никаков надоместок. Немам ништо против што ќе земат и Конче и Штип концесии. Меѓутоа, ова мораме да го решиме. Вака е неодржливо решението со постоечкиот закон. Затоа го понудив амандманот со цел поимот експлоатација со воведувањето на новата концесија ќе се раздели на две компоненти. Да бидам појасен, копање и складирање, преработка и складирање на рудното богатство. Не навлегувам во тарифникот. Тарифникот е обврска на Министерството за економија, тој предлага, владата го освојува. Како ќе го понатаму менаџирате овој процес? Дали ќе значи тоа нови пари? Не мора да значи. Може постоечките пари само да ги трансформирате. Колку за експлоатација, колку за депонија, за депонирање на хидројаловината. И на тој начин да се направи едно фер решение, кое ќе имате време, ако го прифатите амандманот, да седнат засегнатите страни и да се најде решение во кое сите ќе бидеме задоволни. Во спротивно, отвараме проблем онаму каде што можеме да со еден амандман го решиме проблемот. Апелирам до владеачкото мнозинство, апелирам и до Министерството за економија, ако треба и да го преработиме текстот на амандманот, да биде тој и комисиски амандман, за да најдеме решение. Во спротивно, едноставно немам надеж дека новонастаната состојба ќе значи позитивен момент за рударството во Република Македонија и ќе значи решавање на едно сериозно прашање.
Сметам на подршка од пратениците од власта и од опозицијата, затоа што ова е суштествен проблем за Радовиш кој мораме да го решиме. Благодарам. Ви благодарам и вас, бидејќи нема